Традиционално, 13-та година поред, се организираше хуманитарниот новогодишен караван за најранливите групи на деца. Волонтерите од фондацијата T-Mobile за Македонија ги посетија дечињата без родители, децата со посебни потреби, со оштетен слух и вид, децата со телесен инвалидитет и децата од социјално загрозените семејства. Како дел од новогодишниот караван, волонтери од T-Mobile и T-Home дојдоа во домот за деца без родители во Скопје. Тие ги запрашаа децата што е она што сакаат да им донесе Дедо Мраз во новата 2015 година. Децата од домот 11 октомври ни кажаа кои се нивните желби, односно што сакаат да им донесе Дедо Мраз за нова година. Добивме различни одговори: мобилен телефон, фудбал, ролерки, кукла, но имаше и од оние кои бараа поскромни подароци. Можам да кажам од моје лично искуство дека и децата на нас ни носат среќа, односно чувството е неописливо кога ќе видите како децата со оштетен вид во училиштето Димитар Влахов свират пијано, или како се згрижени децата во Сдруженијето Суминал, иако се повеќе од 300 деца, кога ќе добиете рачно изработена честитка, или кога ќе видите како децата со посебни потреби од училиштето иднина рачно изработуваат икони. Можам да кажам дека сме многу благодарни на фондацијата T-Mobile за Македонија, што го возможува овој новогодишен караван 13-та година поред. Децата уживаа во представата која организираше фондацијата. Потоа настапуваа, рецитираа песнички, танцуваа, а на крајот Дедо Мраз на сите дечиња им подели новогодишни пакетчиња. Во името на сите дечиња и вработени во нашата установа да изразам голема благодарност до T-Mobile фондацијата што и оваа година не заборави. Нашите деца навистина се пресрекни кога ќе добијат оние сладки пакетчиња и прекрасната новогодишна представа која што на еден начин делува и едукативно за нашите деца. Голема благодарност уште еднаш и да посакам среќни празници на сите, да ни бидат благословени, деновите што ни следат во новата година, да сме здрави, среќни и берекетни. Караванот го реализираа волонтери, вработени во T-Mobile и Македонски Телеком во периодот од 17 до 30 декември и посетија над 2000 деца низ Македонија. Секоја година се посетуваат различни установи за да се опфатат што повеќе деца, но целта останува иста: да се даде таму каде што е најпотребно.